Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кој настани го одбележа денот. Заострена реторика меѓу Скопје и Софија на самиот старт на новата година. Наместо најавениот диалог со посредство на Брисел, Берлин и Париз, двете земји во размена околу македонскиот јазик и акцијскиот план за малцинствата. 5 деца и 2 возрастни биле повредени од петарди на новогодишната ноќ, кај дел од нив били извршени ампутации на прсти. МВР размислува за заострување на казните за пиротехника. Тешко ќе се пронајде одговорниот за заскитаниот куршум кој уби 2-годишно дете во Скопје. Истрагата ќе ги опфати и наводите на семејството за полициска бруталност. Изречени казни до 53.000 евра за загадувачите. Градот Скопје на вонредна седница расправаше за справувањето со загадениот воздух. Со фактура до поефикасна наплата на даноци и справување со сивата економија. Лани наплатени 470 милиони евра помалку од планираното. Мадуро и сопругата денеска пред федерален суд. Трамп ги разбуди тензиите околу Гренланд. Каква година беше 2025 на економски план, кои лекции ги научивме, кои предизвици остануваат за новата година? Во тема на денот анализираме со професорот од економскиот факултет Борче Треновски. Останете со нас, почнува Дневник. Македонија и Бугарија ја почнаа годината со заострена реторика околу акцијскиот план за правата на заедниците и прашањето за јазикот. По изјавите на премиерот Мицкоски реагираше бугарското МНР, избегнувајќи го терминот македонски јазик. Скопје возврати дека документот е изработен согласно европските стандарди. Наместо најавениот диалог, двете страни разменуваат остри пораки, а и партиите меѓусебно се обвинуваат за кочење или бранење на европскиот пат. Детали за последната размена Скопје-Софија има Деспина Тодоровска. Македонија и Бугарија ја стартуваа годината со заострена реторика. Загрижени сме за измислените тези на македонските власти. Документот за заедниците не е спор помеѓу Скопје и Софија. Вака бугарското МНР му одговори на премиерот Мицкоски, кој вчера рече дека акцијскиот план за правата на малцинствата и заедниците бил одбиен од Бугарија бидејќи бил на македонски јазик. Сепак и во реакцијата на Бугарија се избегнува користење на терминот македонски јазик, а наместо тоа стои фразата достапен јазик за граѓаните на Северна Македонија. Прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Северна Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на односи помеѓу двете држави. Документот ќе го спроведуваат токму незините институции кон сопствените граѓани и логично е дека треба да биде на јазик достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацртот на овој план на своите граѓани на англиски јазик е тешко да се објасни, особено ако се има предвид да се спроведе документот, стои во реакцијата на бугарското министерство за надворешни работи. Од македонското МНР пак појаснуваат дека документот е изработен на македонски и англиски јазик од домашни и меѓународни експерти, содржи јасно дефинирани мерки, рокови и надлежни институции и е според највисоки европски стандарди. Загрижува фактот што наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, документот е предмет на апстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија, што не придонесува за градење доверба и добра верба помеѓу двете држави. Наместо неаргументирани коментари од нашиот сосед, очекуваме европско однесување, меѓу другото и по однос на целосната почит и признавање на македонскиот јазик, посочуваат од македонското МНР. Обвинување на оваа тема денеска си разменија и партиите. Од СДСМ велат дека власта намерно ги кочи евроинтеграциите. Зошто прашањата со Бугарија за македонски јазик се отвораат сега кога се затворени во Европската унија, како што веќе многу пати кажавме, затоа што ВМРО намерно го стопира процесот на евроинтеграција и намерно измислува теми како последната со Бугарија, стои во соопштението на СДСМ. Среќа што СДС не се на власт. Инаку ќе бевме кандидати за влез во Европската унија како малцинство во Бугарија, кое зборува бугарски јазик, има бугарска историја, возврати од ВМРО-ДПМН. Но затоа и не се на власт, затоа што граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО-ДПМН, партија која ќе ја внесе Македонија во Европската унија без да се погази волјата на граѓаните. Наместо најавениот диалог по нова година за надминување на спорот помеѓу двете држави, Скопје и Софија и натаму си разменуваат остри пораки. Мицкоски вчера откри дека изминатиот период имало повеќе иницијативи од европски челници, Франција и Германија, да бидат посредници на вакви средби, но сите биле одбиени од бугарска страна. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.
Утре е Бадник, задутре Божик, а во предвечерието на големите христијански празници и покрај спротивниот став на црквата, граѓаните имаат традиција да се соберат околу бадникарските огнови. Ивана Соколович најдова вечерва направи обиколка во главниот град. Ивана, живее ли се уште овој обичај или противењето на црквата, загадениот воздух и апелот дрвата да бидат донирани на оние на кои им се потребни, сепак предумисли поголем дел од граѓаните? Така е, Цаци, традицијата е жива, тоа го говори големиот број на граѓани кои што и вечер во Нископските населби излегоа на заеднички да се здружат и да ја најават големата вест за овие наши големи христијански празници, а пред се Бадника, потоа и големото Христово раѓање Божик. Се наоѓаме во Новолисиче, една од населбите каде што сега и би рекла оваа традиција на бадникарски огнови. Овде соседите од сите мала се собираат на овој бадникарски оган, каде што и вечерва се наоѓаме, ја негуваат традицијата со греана ракија, топло вино, топол чај за најмалите, а како што кажав, тука ги има и од најмали до највозрастни кои што негуваат оваа традиција и покрај нели оние апели од црквата, сепак велат дека ова е традиција која што низ годините сега и овде во населбата и нема да прекине. Каква е денешната организација и како се подготвуваше овој бадникарски оген? Разговарам со Игор Христовски, кум на овој бадникарски оген овде во Новолисиче. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам убава најава. Нека за многу години денот. Вие сте кум на оваа година. Како течеше организацијата за оваа вечерашна традиција? Па, навидум е лесна работа, но е захтевна и се собираме повеќето наши потесни другари, да кажеме. Се собираме финански средства, се организираме што ќе правиме, како ќе правиме. Колку години наназад ова се одржува овде во вашето мало? Па ова е веќе повеќе од 20-25 години прилика, секоја година. Лани, минатата година, среќата беше на ваша страна, вие го земавте парчето лепче со паричка и сте кум на ова вечер. Каква беше годината изминатата? Изминатата година дали беше берикетна, бидејќи така вели традицијата, оној што ќе ја добие паричката, ќе има богата и берикетна година? Така е, се согласувам, точно е, берикетна, здравје, среќа, љубов, мир, спокојство во секој ден од годината. И вистина е, не лажам, затоа и го правиме ова, за да го следи преку цела година среќа и берекет. Ке има ли вечерва погача со паричка, ке се делили помеѓу соседите? Да, секако, како и секоја година и ова вечер ќе се дели. Само малце покасно од сега. Благодарам многу. Ви благодарам. Цаци, така традицијата останува да живее по малата низ целата држава. Бадникарските огнови по традиција веќе во 19 часот се секаде запалени, а овие бадникарски огнови навестуваат она голема радосна вест за победата над светлината, над темнината. Како што кажавме, утре наутро првите часови ќе ги посетат коледарите, сите домови ќе пренесат оваа убава енергија, ќе пренесат радосната вест за Христовото раѓање. Вечерта на Бадника ќе се крши погачата со лепче, со постна трпеза и ќе се собере семејството на едно место, бидејќи така и вели традицијата, каде да си за Божика, да си дома. Низа манифестации ќе има и во текот на денешниот ден. Ова е сликата во Новолисиче од бадникарски оган, а веќе во 21 часот ќе бидеме на друга локација каде што ќе пренесеме уште една атмосфера. Ивана, ти благодарам, ке ти имаме во 21, секако секоја традиција која ги обединува луѓето и ги прави среќни е добра, ти благодарам, ке те вклучиме повторно. А по 13 пат во Крушево се одржа традиционалната манифестација Дева, со која се најавува Христовото раѓање и се негова обичај стар со векови. Овој редок ритуал, кој на ваков начин се практикува само уште во Витлеем, ги обедини младите, црквата и локалната заедница во духот на верата, хуманоста и традицијата, претворајќи ја Дева во препознатлив културен бренд на Крушево. По 13 пат во Крушево во организација на Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче и општина Крушево се одржа уникатната манифестација Дева, со која што се најавува Христовото раѓање. Куриозитет е тоа што освен во Крушево, оваа манифестација стара со векови. На ваков начин се одржува уште само единствено во Витлеем во Израел.
Се организиравме, еве хорот во позадина, тука е дечињата од хорот пеат верските песни. Потоа, бидејќи сме угостителско училиште, нашата угостителска струка се погрижи да спреми топло винце и чајче. Имаме постна трпеза, секој од нив се потрудил на најдобар можен начин со постни јадења да не поддржи, така што туристите и намерниците тука да можат да се загреат и да подкаснат нешто. Заедно со хорот, бидејќи сум член во хорот, традиционално учествуваме на овој настан и го збогатуваме. Во манифестацијата дева учествуваат исклучиво млади момчиња, кои што ја носат црвената Давидова звезда, шетаат низ Крушевските улици и ја пеат песната Дево Дејане. Одат од куќа на куќа, а домаќините ги даруваат со парички. Тие пари ќе бидат донирани на првото дете кое што ќе се роди во Крушево по завршувањето на оваа манифестација. Надале. Една ваква, ќе си поделите вие таму. Од црквата велат дека тука имаме спој на црковните и народните обичаи и преданија. Вчера имавме на театарска представа зад платно со сенки, многу добра. Денеска е дева. Утре ќе ни дојдат бадниковите поворки. Но сето тоа е убаво, сето тоа е предпразненство на Христовото раѓање, но мора да го разбериме дека сето тоа мора да биде второстепено. Првостепено ни е богослужбата, односно раѓањето Христово, онаму каде што доликува во храмовите Божи. Затоа ги повикувам верниците што повеќе и што помасовно да ги посетуваат црквите Божи. Настанот дева, полека но сигурно, стана уште еден од низата препознатливи брендови за Крушево, кои што привлекуваат туристи од сите околни градови. За Сител Дарко Штарговски. 7 лица, меѓу кои 5 деца се повредени од петарди за време на новогодишната ноќ, а кај дел од нив поради тешките повреди биле извршени и ампутации на прсти. Надлежните информираат дека и покрај едукативните кампањи и засилените полициски акции, пиротехниката и натаму представува сериозна опасност, особено за децата. Двајца возрастни и 2 деца останале без дел од прстите поради користење петарди за Нова година. Со сериозни повреди од пиротехнички средства само на клинички завршиле 7 лица. Изминатите денови повредени од пиротехника биле примени и во Стараградска и ГОП 8 септември. На клиниката за пластична хирургија третирале двајца 50 годишници во 2 одвоени инциденти. Едниот повозрастниот сакал да покаже како изгледа да се пукаат петарди пред внука, што сам на вистина несовесно од негова страна. И ампутирани се дел, односно врвовите на прстите, а другиот 50 годишниот ја зима петардата од детето за да не се повреди детето, таа експлодира во нивните раце. Овие 7 интервенции се подсетник дека за секоја повреда следуваат процеси на лекување и трајни последици по нив. Фактот дека меѓу повредените има и деца, а кај делот нив била потребна ампутација, доволно зборува за тежината на последиците врз здравјето на граѓаните. Затоа упатуваме посебен апел и до родителите да не дозволуваат пиротехниката во раците на нивните деца да биде дел од играчката и празниците да ги завршат со насмевки, а не со хируршки сали. Иако на дел од повредените им биле ампутирани прсти, а полицијата информираше за зголемена заплена на пиротехнички средства, дури 252.000 парчиња и кривични пријави за 37 лица во текот на 2025-та, силните експлозивни звуци не изостанаа од улиците и овие новогодишни празници, посебно во главниот град. За да се намали употребата на петарди и останата пиротехника, и министерот за внатрешни работи размислува за заострување на казните, кои сега за продажба од страна на физички лица се движат од 100 до 500 евра, а за правни субјекти од 2000 до 6000 евра. И сум лично на размислување во делот на заострување на казнена политика која што е поврзана со, особено со ваков тип на криминал и незаконитости, во делот на санкционирање на оние кои што тргуваат, увезуваат, шверцуваат, продаваат или на било каков начин допринесуваат да пиротехниката не заврши во рацете на дечињата. Така да сметам дека ќе треба да се посветиме на ова виднина, а во однос на конкретни чекори што би ги превзеле, ќе ви известиме откако ќе одлучат случаите служби. Сепак министерот може да предложи
одредена казнена политика и на стручни служби, и на министерство, и на влада, и на собрание, но треба одредена процедура да се исчекори за да можеме на крајот да видиме финални резултати. Инаку во последната поголема акција во која се запленети дури 35 тони разновидни пиротехнички средства, приведени и полицаец, и тој бил дел од групата која шверцувала пиротехника во Македонија. Александар Динев, Сител телевизија. Истрагата за смртта на 2-годишното дете, кое на новогодишната ноќ беше погодено од залутан куршум, продолжува, но исходот е неизвесен. Министерот за внатрешни работи вели дека ваквите случаи се исклучително тешки за откривање, бидејќи станува збор за куршум кој не бил наменет за жртвата. Паралелно МВР води внатрешна истрага за наводите на семејството за полициска бруталност. Тешко ќе се открие кој е одговорен за смртта на 2-годишното дете на новогодишната ноќ, откако со куршум беше погодено во главата. Истрагата се уште трае, но министерот за внатрешни работи вели ова се тешки случаи за детектирање на сторител. Од она што се знае дека причината за смртта е куршум, кој не бил наменет за детето, туку бил залутан. Не станува збор за куршум кој што е директно насочен за да се застрела детенцето, туку станува збор за залутен куршум. Ќе продолжиме да ги превземеме сите оние надлежни чекори се со цел да утврдиме на крајот конкретен сторител. И без оглед на тоа што во ваква ситуација и вас ви е познато дека навистина овие се доста тешки случаи за детектирање и откривање на конкретен сторител. Откако родителите на загинатото дете обвинија за полициска бруталност, односно дека биле тепани и малтретирани од страна на полицијата, денеска министерот Тошковски вели дека од старата градска болница пријавиле дека е нарушен јавниот ред и мир. Полициските службеници постапиле според добиената наредба, а внатрешната истрага на МВР ќе утврди дали кај нив има одговорност за бруталност. Станува збор за интервенирање од страна на полициски службеници по добиено барање за интервенција за агресивно и недолично однесување во рамки на градската болница Скопје, поради тоа што добиле информација за нарушен јавен ред и мир од страна на овластени службени лица кои работат во рамки на клиниката и поради тоа што на лице место имаат констатирано фактичка состојба која што можеме да заклучиме дека навистина јавниот ред и мир бил нарушен во рамки на клиниката од поголем број на лица кои биле затекнати, тие делували и примениле полициско властување. Во МВР и жител на Шуто Ризари пријавил дека за време на новогодишната ноќ залутан куршум оштетил делови од неговата куќа. Колку нелегално оружје има на територија на Македонија, министерот Тошковски немаше информации. Но официјалните информации кои ги добивме од МВР велат дека во моментов во Македонија има 40.000 важечки дозволи за оружје. Како еден од трагичните символи за ризиците од недозволеното пукање во јавноста, останува да се памети и по 20 години случајот со Наташа Кметовска, 19 годишна девојка, која загина на новогодишната ноќ во 2005 година, исто така од залутан куршум. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Со e-фактура до поефикасна наплата на даноци и исправување со сивата економија. Лани наплатени 470 милиони евра помалку од планираното. Мадуро и сопругата денеска пред федерален суд. Трамп ги разбуди тензиите околу Гренланд. Буџетските приходи лани потврлила за речиси 470 милиони евра, соопшти Министерството за финансии. Од планираните 5,9 милиарди наплатени се 5,4 милиарди евра, а најголемото отстапување е кај неданочните приходи. Министерката за финансии вели дека државни институции трошеле средства, но не ги собирале приходите кои припаѓаат на државата. Владата најавува построга контрола, законски измени и воведување e-фактура за подобра наплата и борба против даночното затајување. Слаба наплата на буџетските приходи, објави Министерството за финансии. Од планираните 5,9 милиарди евра, собрани се 5,4 милиарди, или 470 милиони евра помалку од парите кои очекувала да ги наплати државата лани. Најголемо потврлање има кај неданочните приходи. Министерката Кочовска вели дека речиси сите државни институции, кои имаат своји сметки, потврлиле. Трошеле, а не ги собирале парите. Тоа значи самите газди не си ги прибра своите приходи, а тоа се институциите кои што имаат сопствени сметки. Или
Ако се вратиме наназад и вака се подсетиме, Државниот завод за ревизија излегуваше со одредени извештаи кои што кажуваш одредени институции не успеле да приберат приходи, дали било за концесии или најразлични основи, тоа се тие приходи. Јас како министер за финансии ќе притискам и понатаму да се трошат сопствените сметки, затоа што тие не се сопствени сметки на институциите, тие се пари на државата. Потврдање има и кај придонесите за пензиско, иако наплатата на придонесите за здравство и за вработување е 100%. Министерката Кочовска најави дека ќе се испитува зошто е голема разликата во ПИОМ, а законски измени ќе има и кај персоналниот данок во игрите на среќа. Кај данокот на личен доход пак, кој го оствариле граѓаните кои работеле во странство и имаат решение дека таму им е платен данокот, се уште имаат можност да достават доказ во ЈП. За 2020 година даночно решение им пратиле на 11.000 граѓани. Нашиот рок за завршување на постапката беше до 31 декември, односно за донесување на даночните решенија, тоа е законски рок кој ЈП стрикно го почитува, но имајќи го во предвид фактот дека некои граѓани не можеле во тој рок да обезбедат докази, ние ќе овозможиме на сите граѓани што и сега ќе достават дополнителни докази за данокот платен во странство да ги приложат во Управата за јавни приходи. Против даночното затајување и подобра наплата на даноците стартува пилот проектот за електронска фактура. Петрова ги повика сите IT компании и фирмите кои имаат сопствен софтвер да се приклучат во првата фаза која ќе трае до третиот квартал годинава. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, анализа на годината која ја испративме, но и онаа која започнавме на економски план. Во тема на денот мој гостин, професорот од економскиот факултет Борче Треновски. Добро вечер и ви благодарам што сте дел од Дневникот. Благодарам, ова вака традиционално веќе трета година мислам читам поред, така да ќе ви биде драго и оваа година да продискутираме. Така е, многу е значено затоа што не само што правиме ретроспектива, туку вие давате и насоки за тоа што може да очекуваме и што општествените чинители треба да направат за да имаме поуспешна година на економски план. Така што ви благодарам. Мислам дека ќе имаме одличен разговор за почеток, ретроспективно што донесе 2025 на полето на економијата. Интересна беше 2025 година, како што спомнав, бидејќи неколку години поред ги дискутираме економските тенденции, ако се вратиме назад, најверојатно можеме да видиме дали имаме промена во наративот и во дискусијата во она што го предвидовме. Така. 2025 година беше интересна година, од повеќе аспекти, не само од економски, комбинирани економски, социјални, па и институционални промени кои се најавуваат, дали се направија, во која форма се и така натаму. Она што е прво би спомнале клучните макроекономски тенденции какви беа, некаде по крајот на 2025 година гледаме дека растот има определено зголемување 3,8 3,6%, некаде на 4, кој генерално беше воден од, се знаева, на потрошувачката е доминантен дел, меѓутоа и бруто инвестициите, што беше интересно во контекст на оние капитални големи инвестиции кои ги презема државата, тоа не е нешто ново. Инфлацијата останува и во 2025 година некаде околу 4%, што значи значајно намалува во однос на годините кога имаше шок, меѓутоа се уште е на нивото кога предизвикува определено внимание, односно загриженост кај дел од граѓаните и популацијата. Она што друго е важно, тоа беше во контекст на пазарот на труд. Иако се намалува невработеноста, гледаме низ текот на годината, кога ќе видите структурата, професиите, каде е намалена невработеноста, се уште постојат предизвици, имајќи предвид дека продуктивноста се уште стагнира. Тоа не е нова информација, меѓутоа со години назад имаме многу мало поместување во контекст на продуктивноста која притиска и на конкурентноста, од друга страна и на цените. Тука би ги спомнал, цела година провејува слично на годината претходно побарувањата за зголемување на пензии, зголемување на плати, дека има определени потреба од промени, гледаме дека најверојатно и во следната година ќе продолжи ова. Она што беше дополнително интересно е фискалната состојба. Имавме почна да се дискутира за кредитот кој беше земен од Унгарија, ако се сеќавате, дел беше за бизнис секторот, дел за раздолжување, дел за општините, меѓутоа во 2025 година почна да се дискутира дали има ефекти, дали беа добри, колку беа искористени од средства. Тоа беше една тема која се уште останува во контекст на ефектите по знак прашалник. Локални избори имавме, конечно локалната економија, регионалната доби некој значење во контекст на економијата. До сега се зборуваше општините, градоначалниците, меѓутоа првпат сега почна да се отвара дискусија за капитални проекти, дека тие се многу важен чинител. Да, вие долго зборувате за потребата така да се гледа на локалната самоуправа. На локалната самоуправа и тоа беше многу. Меѓутоа дополнително она што е втората страна на паричката, ако можеме да кажеме, а тоа е глобалниот контекст кој исто така не можеме да го занемариме, кој е исклучително важен и влијае на сите
случувања во економијата. Тоа се поврзаноста со Европската унија, многу скромен раст околу 1%, и посебно германската економија со бројни предизвици, финансиските услови се релаксираа, се намали каматната стапка на ЕЦБ и ги релаксира финансиските пазари. Тоа беше добро, меѓутоа од друга страна гледате имавме конфликти, Израел, еве сега нови тарифите беа она што не смееме да го заборавиме со она од претседателот Трамп најавени па откажани. Тоа така предизвика една гужва и уште едно би завршил, извинете, бев малку подолг, а тоа е она што се случи, иако не е директно економски настан, поврзаноста со случајот што се случи во Кочани со дискотеката Пулс, која па стимулираше една голема побарувачка за поголема транспарентна, отчетна, институционални проблеми, реформи, намалување на корупцијата, подобрување на отчетноста, деполитизација на институциите, така да тоа исто така имаше соодветен ефект, меѓутоа се уште е во доменот на дискусија. Кои би ги издвоила како најважни научени лекции од минатата година, кои економски политики се покажаа како погрешни, кои како неопходни, нужни, кои како непопуларни, како би го сублимирале? Одлично, мислам прашањето е многу одлично затоа што не е само да кажеме она што се случи, важно е дали научивме нешто. Првата работа е дека растот не е важно само да е раст. Дали е 3, дали е 4, дали е 2,8, тоа премногу не им значи дури на граѓаните, важно е како е генериран тој раст. Прво да научиме таа лекција. Дали од продуктивни капитални инвестиции, дали од потрошувачки, дали ги вклучува сите сегменти на население за да го почувствуваат тој раст. Тоа е првата работа. Понатаму, она што го научивме е дека инфлацијата, иако се намалува, загриженоста и структурата на побарувачката која имаат нашите граѓани, пред се нешто со скромни примања и така натаму, се уште останува под знак на праша и внимание, односно се уште ги загрижува нашите граѓани. Тука мора да се работи на антимонополски политики, и на зголемување на конкурентноста, и на довербата кај граѓаните, и на очекувањата стабилизирање кај нашите граѓани, така да и тоа беше една научена лекција. Понатаму би спомнал вона за продуктивноста, веќе спомнавме претходно. Да упатиме дека не е само да се набави невработеност. Треба да научиме дека ако не оди паралелно со продуктивноста, тогаш останува стандардот на граѓаните во стаклено ѕвоно. Нема дополнително зголемување, се зголемуваат трошоците, се зголемуваат платите, граѓаните остануваат на исто ниво. Фискалната политика, конечно, мислам дека почнуваме да учиме лекцијата дека мора да балансираме меѓу социјалниот и економскиот ефект. Односно, многу е важно се задолжуваме, зашто се задолжуваме, се отвара веќе прашањето и како се задолжуваме, не само од друга страна имаме плати и пензии, колку, како да ги балансираме. Балансот, мислам дека научивме лекцијата дека е прилично тежок во оваа насока. Дополнителни селекциите, она што ги спомнавме од меѓународната економија, дека ако се накашла Европа, гледате дека и ние не фаќа одма вирус во контекст на трговијата, намалување на трговските рути и така натаму, научивме дека глобалниот сегмент е исклучително важен за нашата економија и да не забораваме бизнис климата. Она мислам дека се научи дека бизнисот и бизнис климат и инфраструктурата која се гради е особено важна за нашата економија. Многу често знаме да слушнеме од граѓаните како велат на хартија е добро, овие бројки показатели се позитивни, но никако тоа не се чувствува. Зошто се случува тоа да макроекономските показатели изгледаат стабилно, а сепак граѓаните не чувствуваат реален бенефит од Па видите, имаме најави повеќе од владата макроекономски показатели. Ние економистите знаеме да кажеме дека понекогаш во реалноста со задоснување и тајмлек од 6 до 8 месеци се верификуваат дел од тие податоци. Меѓутоа, кај нас е малку поразлична состојбата, веќе е начинав дел, еве гледајте во делот на цените и стандардот на граѓаните. Ние имаме граѓани, доминантен дел од нашите граѓани, кои што имаат потрошувачка за храна, посебно оние кои се посиромашните, 60, 70, 80%. Иако просечната инфлација е прилично стабилна и околу 4, на тие граѓани понекогаш ако пораснат цените на храната им оди исклучително високо и прилично проблематично. Тоа значи зависност од структурата на граѓаните и состојбите. Исто и во контекст на платите. Зошто не чувствуваат граѓаните? Просечната плата не значи дека е медијалната и најрепрезентативна. Можеби просекот го прават неколку сектори со огромни плати во IT, во услуги и така натаму, другите се занемарени во текстилната индустрија. Така да просекот не го прави тоа и граѓаните делумно го чувствуваат. Друга состојба е, бевме во неколку кризни години. Кога излезете ви од кризна година, вие генерално ги покривате своите долгови, се раздолжувате и граѓаните и нивните очекувања се многу поголеми можеби од реалните за растот. Тие очекуваат не да се стабилизираат, да се раздолжат, да одат напред, да одат многу понатаму. Друга работа не смееме да ги заборавиме услугите јавни. Услугите јавни се исклучително важни за стандардот да се почувствува било каква промена. Тие може да бидат добивка за граѓаните и данок. Ако се неефикасни, вие плаќате дополнително за здравствено осигурување, немате ефикасни услуги, ви каснат определени давачки од државата, или ако се ефикасни, тие ви доаѓаат како доход. Корупцијата исто и таа е вид на данок кој го
зема, стануваат поскапи постапките, стануваат неефикасни, се има закаснување и така натаму. Така да голем дел од овие фактори придонесуваат целосната слика која ќе ја погледнете, граѓаните да останат дел загрижени. И довербата е многу важна. Колку е поголема довербата, граѓаните чувствуваат, односно промената ја прифаќаат позитивно. Може да се случи да има промена и таа да не биде дочекана секогаш во прв план, во првиот период многу позитивно. Може ли да се очекува, има ли простор да се верува дека 2026 ќе биде година на закрепнување и година на надеж? 2026 година, јас би рекол умерен оптимизам. Иако се уште стануваат многу прашалници поврзани со 2026 година, она што би го кажал за да почувствуваат и нашите граѓани и бизниси, тоа е доколку стандардот на граѓаните се зголеми, доколку видиме капитални инвестиции, инфраструктура, градење и така натаму, и доколку видиме јавни услуги за граѓаните и за бизнисот кои се стабилни. Го гледаме овај крајниот аутпут кој ќе предизвика некаква позитивна промена. Меѓутоа, прашањето е дека тоа никош нема да се случи автоматски. Значи во 2026 година јако предвидувањето се дека околу 3,8 до 4% ќе биде растот. Меѓународните институции се од 3,2 до 3,5 проекции. Дека инфлацијата драстично ќе падне кон 2,5. Иако се зголемија платите, се предвидува дека тие понатаму ќе се зголемуваат. Веќе ги начнав од овие теми. Се уште остануваат бројни ризици во оваа насока, дали очекуваниот ефект ќе го почувствуваат граѓаните и дали ќе имаме позитивно 2026 година. Иако трендот е, јас ви реков, умерено, оптимистички, ние сме внимателни за тоа што може да се провери следната година. Тоа ќе зависи од повеќе работи, има повеќе ризици. Едно се реализацијата на капиталните инвестиции кои се долго се најавуваат. Меѓутоа не само реализација, колку, како, колку ќе не чини, дали ќе ги направиме со потребните средства. Втора работа е дали фискално ќе останеме стабилни. Колку ќе се задолжиме, под кои услови, дали ќе го балансираме побарувањата за плати, пензии со она што ни е фискалната состојба и фискалното здравје. Еве гледате се најавуваат зголемување на пензии линарно и така натаму. Тоа го имаат и Словенија и други земји, меѓутоа таму има услов поврзан со фискалната стабилност на буџетот кога се преземаат вакви мерки. Дополнителни се институционалните реформи, бизнис климата. Гледате, предвидливо, правно, значи институционалните реформи се оние кои имаат најголем предизвик и најтешко се реализира. Долго бараме определени системски промени во оваа насока со цел да се реализира долго очекуваниот раст. Затоа што ако имате мала економија, вие со определена промена, голема капитална инвестиција, определен пристап за странски инвестиции и така натаму, можете да го предвидите растот. Меѓутоа тоа е привремено. За да ги направите долгите промени, мора да биде системска промената. И најчесто, еве ако можеме да разговараме кој е приоритетот, каде би требало можеби во 2026 да се фокусираме, за да го оствариме растот од 4% и тој раст да остане стабилен, односно да продолжи во идниот период. Тука би рекле дека најпрвин, веќе ги спомнавме, тоа е реализацијата на инфраструктурните и капиталните проекти, меѓутоа зајакнување на системот за нивна реализација. Не само реализација на истите. Втора работа е другите економски промени поврзани со неформалната економија намалување, гледаме се фактура се промовираше, има некои нови, меѓутоа се уште е само дел од мерките кои може да се преземат да се намали неформалната економија. Подготовка на нашите млади вработени за идните вештини, идните потреби на пазарот на труд, не само сегашни, идните ќе се соочиме со оваа потреба. Доаѓа време кога треба целата систем на привлекување на странски инвестиции и наше репозиционирање меѓународно да се промени. Значи ние мораме и тука да ставиме определени приоритети. Работната сила спомнавме, меѓутоа демографските трендови исто така. Да видиме на кој начин имаме се уште големи миграции и така натаму. Втората работа се институционалните промени. Корупцијата, ефикасноста на јавните институции, ефикасноста на јавното трошење, транспарентноста на институциите и довербата, враќање на граѓаните во институциите. Да не го забораваме и делот поврзан со социјалната кохезија, односно сите социјални услуги, здравствениот фонд, пензискиот фонд, образованието, тоа се клучни сегменти кои што ќе мора да се направи промена. Тие се мотори за долгорочно одржување на стапката на раст. Така да позитивно останува оптимизмот за 2026 година, меѓутоа се уште остануваат бројни прашалници. Да не ги спомнуваме меѓународните прашалници кои исто така, еве со најновите случаи со Венецуела и така натаму, се уште ќе бидат во фокус. Ги споменавме на почетокот, ги споменавте локалните избори. Граѓаните по локалните избори очекуваат одредена промена на терен. Што конкретно може да направат општините за подобрување на животниот стандард? Јас особено бев среќен кога почна конечно да се дискутира за општините, за нивната структура и нивната улога во развојот на државата. Неколку пати зборуваме, сме направили академски истражувања дека капиталните инвестиции реализирани преку локалната власт се поефикасни за 1/3 од оние преку централната ако имаат ефект на локално ниво. Значи тие се исклучително важни. Меѓутоа доаѓаме до ситуација кои се тие предизвици за да станат вистински чините локалните самоуправи, водилки на растот. Не за ако сте се погледнат развиените земји и така натаму, се гледа дека локалната власт, регулативата доминантно е насочена кон локалната власт и таа има огромни ингеренции, дури во образование, во здравство и така натаму. Ние сме поназад од тој процес, меѓутоа тие имаат определена значај.
се уште имаат бројни ограничени капацитети. Ако не ги зголемиме капацитетите на локалните самоуправи, тие ќе останат во доминантен дел ограничени да ги спроведат дури и постапки, дури и средствата кои ќе им се доделат, ќе бидат во предизвик како да ги реализираат. Недостаток на инспектори, недостаток на внатрешни ревизори, недостаток на луѓе во финансии, недостаток на луѓе во IT, недостаток на квалификуван менеджмент, би рекол. Дури и менаџерите, новите градоначалници треба да има професионален менеджмент, односно начин на кој би им се помогнало со цел да може да ги реализираат тие проекти. Може ли во секој од општините, дури во оние најмалите, да се најде соодветен кадар кој ќе ги извршува овие надležности? Се надеваме дека ќе се отвори дискусијата конечно и за улогата, односно услугите кои треба да ги обезбедат општините. Дали секоја општина треба да ги обезбеди сите услуги? Дали треба да имаме два типа на општини? Дали соседните општини преку меѓуопштинска соработка, преку заедничка соработка, преку најавениот ресурсен центар ќе може да им помогнат на дел општините да ги обезбедат своите услуги за граѓаните. Меѓутоа треба да се зборува отворено, затоа што и финансиите, ако погледнете, некаде се, ако не се лажам, 5 до 6% од вкупните финансии воопшто, јавни финансии на државата. Значи прилично се скромни, од 5 до 10% се вкупните средства кај сите општини во контекст на централната власт средства. Така да треба да им се овозможи поголема, како да кажеме, можност финансиска, меѓутоа само со конкретни институционални реформи. Затоа што може да се случи, сетете се оние 50 милиони евра кои ги дадовме, за да ги раздолжиме општините, моментално веќе сме 65-70 милиони, повторно се вратија на истата состојба од порак. Да, што значи дека нешто треба да се промени. За крај би сакала една практична порака за 2026. Не само до граѓаните, туку и до институциите, и до локалната самоуправа, но и до централната власт, што може да очекуваат? Па она што може да го очекуваат, најпрво би се обратил кон граѓаните, дека да не очекуваат дека се ќе се случи преку ноќ, дека ќе има чуда и дека тие се дел од решението исто како што се бизнисите, како што е државата. Ќе очекуваат дека цените ќе се намалат, меѓутоа не може да очекуваат драстично да поевтинат. Мора да се свесни за тоа. Ќе очекуваат дека платите и пензиите ќе растат, меѓутоа нема да се очекува дека тоа драстично ќе помени стандардот преку ноќ. На некој и дека институциите ќе се менуваат, меѓутоа и тоа мора да биде со помош на граѓаните. Јас би испратил една порака со една метафора или компарација, ако може да кажем. Економијата, односно општеството во кој живееме, како еден тип на механизам, една машина која е прилично прецизна. Таа машина има неколку зупчаници. Едниот зупчаник е граѓаните, другиот е бизнисите, третиот е државата. Граѓаните се основата. Тие се оние кои работат, оние кои ги даваат идеите, оние кои плаќаат даноци, оние кои ги користат јавните услуги, кои учествуваат во секоја пора. Тие се расфрлени. Тука е бизнисот. Бизнисот е моторите на растот се во бизнисот. Тој ги користи идеите да инвестира, да вработува, да дава плати, да го стимулира растот и така. Третиот е државата. Државата е она кој ги има полугите на управување во рацете. Таа создава инфраструктура и треба да создаде најдобри услови за најдоброто да излезе и од граѓаните и од бизнисите. Еден од овие сектори во оваа прецизна машина, ако не функционира, ако зема повеќе или дава повеќе, тоа ќе се одрази, верувајте, на среден и долг. Јас затоа зборувам дека очекувањата економски, кога ќе речеме успеавме да направивме промени, доколку не се избалансирани економски и прецизно финансиски на среден рок, тие ќе ги променат. Се разбира, економијата има и дискреционен дел во контекст на очекувањата. Односно не е се во прецизноста, она што можеме да кажеме, има очекувања и управувањето со очекувањата и однесувањето на луѓето исто така уметност. Меѓутоа, ако не сите три сектори не соработуваат заедно, пред се државата, ова е порака до државата, да ја почне оваа приказна, да ги постави основите за граѓаните и бизнисите да може да функционираат најоптимално што може, ќе почне машината да касни, нема да испорачува аутпут, нема да биде квалитетен, или ќе испорача во една година, па следната година ќе имаме намалување, така да се надеваме дека конечно ќе почнеме да функционираме сите сектори заедно, односно ќе ги гледаме јавните интереси и националните. Борче Треновски, ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот вечерва. Благодарам јас. Соборениот венецуелски лидер Николас Мадуро предмалку пред Федералниот суд во Њујорк се изјасни дека не е виновен по обвиненијата за наркотероризам. По драматичната операција на САД за негово приведување, која предизвика и реакции кај светските лидери и вонредни мерки во Каракас. 63-годишниот Мадуро се соочува со 4 кривични обвиненија: наркотероризам, заговор за увоз на кокаин, како и поседување автоматско оружје и разорни средства. Пред судијата Алвин Хилерстајн преку преведувач тој кратко изјави дека е невин и дека се уште се смета за председател на својата земја. По ова тој беше прекинат од судот. Неговата сопруга Силија Флорес исто така се изјасни дека не е виновна. Следното ручиште за нив е закажано за 17 март. Двојката беше спроведена од притворскиот центар во Бруклин до Федералниот суд во Манхетан со хеликоптер под силно обезбедување. По краткото, половина часовно ручиште, тие беа вратени во притвор. Пред судот се собраа десетици демонстранти и поддржувачи и противници на Мадуро.
Американските обвинители тврдат дека тој со години раководел со меѓународна мрежа за трговија со кокаин, која соработувала со мексиканските картели Синалоа и Зетас, колумбиските бунтовници ФАРК и венецуелската криминална група Трен де Арагуа. Мадуро ги отфрла обвинувањата, оценувајќи ги како изговор за империалистички планови насочени кон богатите нафтени резерви на Венецуела. Неговиот адвокат најави обемна правна битка околу, како што го нарече, киднапирањето, додека адвокатот на Флорес побара лекарски прегледи поради повреди кои таа наводно ги издобила при приведувањето. Во меѓувреме во Венецуела е објавена вонредна уредба со која се наложува апсење на лица што ја поддржале американската акција. Истовремено администрацијата на Доналд Трамп јасно стави до знаење дека има амбиции за враќање на американските нафтени компании во Венецуела. Трамп изјави дека САД ќе го вратат она што било украдено, додека акциите на американските енергетски компании пораснаа поради очекувањата за пристап до најголемите нафтени резерви во светот. Правни експерти во меѓувреме ја доведуваат во прашање законитоста на операцијата за приведување на Мадуро, оценувајќи дека таа може да представува сериозен преседан во меѓународното право. Во продолжение